сабота во 18 часот во населба Железара, како дел од фестивалот Комшилук, ќе се одржи несекојдневен настан и сите оние кои се подготвени за неверојатно и единствено искуство ќе можат да се придружат на вечера со непознати во домовите на домаќините од Железара. 3 семејства ги отвораат своите домови куќи за да подготват вкусна вечера. По завршувањето на вечерата, учесниците ќе можат да ја проследат целосната програма на Комшилук. Марш по повод меѓународниот ден на мултиплекс склероза се одржа на улиците на Скопје. На маршот, заедно со членовите на Мобилност Скопје, присуствува градоначалникот на општина Газибаба, Бубан Стефковски и министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски. Стефковски на својот Facebook профил напиша дека неговата поддршка кон остварување на своите права на овие луѓе ја имале, ја имаат и ќе ја имаат. Започна асфалтирањето на дел од улица Радушка, фаза 2 во Скопско Ѓорче Петров, согласно планираната динамика, и овој дел добива нов коловоз во должина од 480 метри, нова пешачка патека и ново улично осветлување. Паралелно се изведува и нова канализацијска мрежа во должина од 1200 метри на последниот дел, информираше градоначалникот на општината Александар Стојковски. До крајот на оваа година, целата улица ќе биде комплетно реконструирана со нов коловоз. 68 годишна скопјанка настрада откако била удрена од млад возач со БМВ. Во СВР Скопје било пријавено дека на улица Петричка во Скопје патничко возило БМВ со скопски регистарски ознаки, управувано од 21 годишен скопјанец, удрило во пешакот 68 годишна жена од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила жената, констатирани во градската општа болница Светина Охридски. Соопшти од полицијата. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја